Сара, Кевин, дали сте подготвени за презентацијата? Да, подготвени сме. Нашата денешна презентација е за СПБ. Што се тие и како да ги избегнеме? Кога се согласив да работам на презентацијава, мислев дека СПБ е кратенка за спаси ги патките брзо. Кауза во која верувам. Да, патки се закон! Точно, но сакав да кажам дека при подготвување на презентацијава, научив дека СПБ е кратенка и за сексуално преносливи болести. Значи, нема патки? Сексуално преносливите болести се инфекции кои се пренесуваат преку секс со лице кое веќе има СПБ, кога телесните течности од едно лице ќе дојдат во контакт со друго лице. Некои СПБ може да се излечат, а други може само да се лекуваат. Многу од нив не се некој голем проблем ако се откријат рано, но некои може да имаат многу сериозни ефекти врз телото. Значи, важно е да научите како да ги избегнувате. Запомнете, СПБ може да добиете само од некој кој веќе има. И бидејќи тие се доста чести и не покажуваат никакви симптоми, обично не може да препознаете дали некој е заразен од гледање. И секој може да добие некоја дури ако имале само еднаш орален, вагинален или анален секс. Само еднаш? Сурово. Единствениот начин да избегнете да добиете СПБ е да не се впуштате во каков било вид сексуален чин со друга личност, што се нарекува абстиненција. Тестирањето пред да имате секс и ограничувањето на бројот на сексуални партнери може да помогне. Некои наши врсници одлучуваат да чекаат да имаат секс поради нивните вредности и верувања, или затоа што многу работи не се случуваат, а сексуалната врска може да биде навистина сложена. Некои чекаат бидејќи се уште нема некој со кој што сакаат да бидат интимни. Некои луѓе избираат да не се вклучат во орален, анален или вагинален секс. Ова подразбира бакнување, гушкање, масажа или меѓусебна мастурбација. Во основа секоја активност што не вклучува контакт на гениталиите, анусот и устата. И не споделува вагинални течности, предсемена и семена течност. Таму не набројувај течности. Ако одлучите да имате секс, постојат конкретни работи што може да ги направите за побезбеден секс и да ги намалите шансите вие или вашиот партнер да добиете СПБ. Примери за побезбеден секс се ограничување на бројот на сексуални партнери, тестирање, разговор со партнерот за вашата сексуална историја, избегнување на дрога и алкохол и да се едуцирате за СПБ, како што правиме сега. Можете и да користите латекс бариера за да спречите контакт на течности од едно лице со друго. Повеќето луѓе знаат за надворешни кондоми, но можете да користите и внатрешни кондоми кои се ставаат во вагината или забни брани кои се користат за заштита при одредени видови на орален секс. Ако ги користите овие бариери правилно, тие можат значително да ве заштитат и вас и вашиот партнер. Побезбеден секс не значи дека нема шанси да добиете СПБ, но ако сакате да се вклучите во сексуален однос со друга личност, важно е двајцата да ги користите овие методи за заедно да го намалите ризикот, заедно со редовното тестирање за СПБ. Што и да одлучите, комуницирајте јасно со вашиот партнер. Поимите како абстиненција, сексуален однос и секс значат различни работи за различни луѓе. Треба да сте сигурни дека на ист начин ги разбирате работите. Како заклучок, размислете што функционира за вас кога станува збор за секс и СПБ. Запомнете дека немањето секс е најбезбедно. Ако имате секс во одреден момент, погрижете се да практикувате побезбеден секс за да го намалите ризикот. И комуницирайте со партнерот, за да можете да се заштитите. Благодарам, Кевин и Сара. Одлично сработено. Многу темелно. И... Кевин, да нема патка во твојот ранец? Само неколку. Да, тоа ти е презентација.